Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте на најубавото радио во Република Македонија, единственото радио Слободна Македонија. Денеска е 21 декември 2015 година и како и секој понеделник во истиот термин слушате Концепт Соина. Јас сум вашата водителка и автор на емисијата Иванка Додовска и денеска, како и секој понеделник, имам навистина интересна тема за која верувам дека и помладите, но и повозрастните ќе бидат мощно заинтересирани. А за да го најавам тоа што доаѓа во текот на денешниот разговор, ве поканувам сите да слушнете една извонредна музичка номера. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, еве повторно сме назад во студиото, слушате Концепт Соина, а денеска разговарам со извршниот директор на најпрестижниот, најстариот, најреспектабилниот и најубавиот детски фестивал во Република Македонија, но чинам и во регионот, господинот Бован Јосиповски. Добро вечер, Бован, и ви благодарам што одвоивте време денеска заедно со моите слушатели да продискутираме за една многу значајна манифестација како што е фестивалот Златно Славиќе. Како сте прво? Добро вечер, одлично. Пријатно се чувствуваме, баш ми е драго за прво за поканата, второ и за темата и еве навистина мислам дека Златно Славиќе заслужува едно вакво внимание што
после 45 години живее, работи, твори меѓу нашите граѓани, генерации, деца поминани за овој бренд, така да изне овој фестивал и мислам дека е убаво е да се каже нешто повеќе од она што слушателите го знаат, меѓутоа сепак може се нешто повеќе. Да. Господин Осиповски, уште од 1971 година, кога за прв пат е објавена веста дека ќе започне со организирањето на овој значаен фестивал Златно славиче, па до денес има навистина, мислам дека илјадници искуства и остварувања кои што овој фестивал навистина го прават да биде еден вистински македонски бренд кој што лансираше многу значајни музички имиња во македонскиот музички етер, но и во регионот, па и подалеку, како и една многу значајна социјална рамка во која што младите во текот на изминатите декади се образуваа, растеа заедно, ги пееа песничките, ја пренесуваа пораката за љубовта, за мирот, за другарувањето и многу други теми кои што се значајни за развојот и психофизичкиот развој на младите, особено во својот раст во времето на нивното детство. Вие сте долги години првиот човек на фестивалот Златно славиче. Оваа година прославивте 45 годишен јубилеј. Кажете ни како започна вашето животно патешествие со овој проект? Па макар сега се потсетив која пуштивте Дуна ветер Звигорча, значи јас кога бев ученик, основното училиште Миричасе во Ѓорче Петров, се сеќавам како дете по музичко воспитување на часот ја учевме токму Дуна ветер Звигорче. И ете животот понатамо дојде да баш јас бидам тој што овој хити, икс други песни, значи ќе работам во таква институција и многу сум среќен да ви кажам право, затоа што веќе 22 години работаме на прекрасна работа, значи првиот фестивал што го организирав, каде што бев јас вклучен, беше 1994 година. Се сеќавам таа година, тој фестивал излегува хитовите Ехто е Тоше, Марионка и навистина, од тогаш наваму, непрекинато, оваа година во ноември месец го организирав, бев непосредно вклучен 22-то за мене зборувам издание и навистина тоа е едно искуство големо, многу генерации на деца. Посебно оваа година бев многу среќен бидејќи за прв пат бевме во спортскиот центар Борис Трајковски се реализиравме и толку дојдоа поранешни славејчиња да бидат дел од фестивалот, односно да помогнат во организацијата. Дојдоа сите нормално мене така ме оставуваат во тобоби што можеме да помогнеме и верувајте имаше околу 60-70 славејчиња кои што викам бидете тука да им помагате на дечињама што доаѓаат во сместување, во организација, каде што, како треба, во делење на вода, на сокчиња, флаери таму, се што треба, што бидејќи навистина една голема организација е Златно славиче, така да навистина бев горд што, а и видов дека тие славичи беа толку возбудени, среќни, задоволни што беа дел од фестивалот и навистина за награда потоа ги собрав сите им, ги почастивме по 2 влезници од концертот на Тамара, кој што исто така дојде на Златно славиче, настапи на еден од концертите, така да навистина едно задоволство и една работа која што трае, кој што има трак, тоа би рекол, и сите тие навистина е задоволство кога сите тие деца ќе ги прашаш каде се сега, кој е на факултет, кој заврши факултет, кој работи, кој е веќе сега средно училиште, така натаму, така да навистина она што кажуваме Златно славиче е едно музичко училиште. А институцијата што го организира, каде што јас сум извршителите, тоа е Совет за грижи и воспитување на деца на град Скопје. Така да сето тоа доволно зборува за онаа мисија, би рекол, што ја прави нашиот фестивал и кој што 4,5 децени генерации создава, така да ние таа мисија што ја правиме како вработени, како возрастни луѓе, ја остваруваме и задоволството е кога ќе видиме успешни славејчиња, секогаш мислам тоа го кажуваме едно славејче, цел живот славејче, така да навистина
тоа децата го чувствуваат, тоа го им е всадено кај нив во нивната меморија и во нивниот концепт на развиток на живот, како што тие се развиваат, и е задоволство кога ете и на улица, ги секаде, кој ќе сретнат, и кој ќе слушнеме некој убав коментар за некој деца што успеале секаде каде што зависи кој каде се определил во животот, така да навистина она што ние се трудиме да го правиме, тоа е здрави личности. Јас секогаш кажам, Так. европски граѓани. Так. Кога патуваме ние надвор од Македонија, имаме многу гостувања, благодарение на фестивалот, на тоа што не покануваат и нормално и ние ги покануваме тие гости. Секогаш на дестинизирам деца шетаме, значи одиме не само да настапиме и да еве го видиме градот или не знам таа држава. Одиме да научиме нешто како се однесуваат во Европа. Кога сме тука, гледате како е тука, се почитува ред, колку е чисто, колку е убаво, значи подредено се, така треба вие да пренесете и во Македонија, така да буквално ги правиме европски граѓани, да бидат навистина примерни, значи она иднината е пред нив, така да мислам дека успеаме во тоа. Јас сум горд на сите тие Славејчиња што еве, а верувате, услов за да биде Славејче примерно однесување и одличен ученик, мислам, додека се надам дека и после нормално тоа го практикуваат и се одлични ученици и примерни граѓани на општество. Господин Јосиповски, се тоа што го кажувате, јас можам да го посведочам. Сум имала можност со десетици ваши поранешни златни славејчиња да бидам во контакт, дел мои студенти, дел во својот професионален обем веќе луѓе кои што сум ги сретнала по некој друг пат, на некој друго место. И секогаш, значи, првиот императив кога се говори за фестивалот, тоа е Батобоби. И почнува. Значи, вистина се тоа што го кажувате. Значи, сето она воспитание, она динамика на однесување кое што ја имате воспоставено, редот и поредокот со кој што ги воспитувате, покрај тоа што музички сте вложиле енергија да ги надоградите, од нив да направите нели мали звезди така натаму, оставило трак и сите со радост се сеќаваат и многу често, значи, кажуваат дека и ве бараат, дека доаѓаат да ве посетат и дека сакаат да останат во контакт, што говори за вас како личност и за енергијата вие што сте ја вложиле повеќе од 2 декади, како и за луѓето кои што ви сте ги создале практично и сте биле нивни втор родител во целиот тој процес на неформално образование кој што го опфаќа фестивалот. Па тука следствено на тоа ми доаѓа и следното подпрашање кое што би сакала вака на нашиот почеток од разговорот да ви го поставам, а тоа е покрај организирањето на фестивалот Златно Славејче. Тоа не е само едногодишна активност. Вие во текот на целата година имате активности во рамките на Сојузот за грижи и воспитување на децата при град Скопје. Може ли да ни кажете нешто повеќе за тие активности? Видете, не секој што го кажуваме, ако ние се сведеме само на организирање на фестивалот кој што се одржува беше една недела, еве, до минатата година, оваа година 3 дена. Ако само се фокусираме на овие 3 дена, ништо не сме направиле. Значи, Златно Славејче мора да живее во текот на целата година, во смисла, мислам, под наводници да живее, тоа значи да функционира, да има настапи, да има активности, да има доста проекти да реализира. И мислам дека тоа е оној резултат, оној успех кој што ние го правиме сите овие, барем јас, додека сум тука повеќе од 2 децении. И на вистина, Златно Славејче во текот на годината има најмалку 10 гостувања, сигурно 15-20 концерти во Република Македонија, а да не зборувам оние, значи, настапи кои што се, би рекол, во однос на разноразни поводи, хуманитарни настапи, ден на аутизмот, ден на децата со оштетен вид, значи, буквално сите поводи си настани, ден на градот Скопје, ден на независноста на Република Македонија, отварање на спомен куќите на Тоши Порески, на Порта Македонија, значи буквално секаде каде што ние сме горди на тоа, секаде каде што има нешто каде што се вклучени децата, Златно Славејче е присутно тука и ние со задоволство ги прифаќаме тие настапи, бидејќи децата тоа го сакаат, ние затоа подготвуваме прекрасни песни, кореографии. И ако немаме настап, ако само се фокусираме на
3 дена во текот на годината, мислам дека резултатот нема да биде толку голем. И со текот на целата оваа година, ние максимално сме присутни секаде и во медиумите и на разни настани, така да многу ни е драго кога е Златно Славече оди да настапува, аплаузите, децата тоа го сакаат, песните се пеат, стануваат, хитови стануваат дел од секојдневието на децата. Многу ми е драго, еве, ние бидејќи се родени сите училишта, градинки, на патронати, нема патронат без да се пее некоја песна од Златно Славече. Така да задоволство е кога еве сите тие работи се кажуваат и се реализираат. Значи Златно Славече е односно е музички македонски бренд кој што функционира во текот на целата година и во ноември е само она би рекол најголемиот настан, најмасовниот. Инаку ниден успех не е случаен, така да треба да се испочитува тоа, значи да се заслужи тој бренд, тоа реноме што го имаме. Ние во текот на годината, значи низ годините назад максимално многу настапи, настани. Само оваа година имавме 17 концерти надвор од Скопје, значи посетивме градови Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Охрид, Делчево, Македонска каменица, Крива Паланка, Велес, се веќе, значи, Радови, Штрум, значи многу места во Македонија каде што еден караван направивме хуманитарен и заедно со компанијата Вива, каде што на дечињата, на вистина, покрај тоа што им поредив задоволство, видовме колку го почитуваа Златно Славече надвор од Скопје. Знаете што значи да си македонски бренд, значи, што е посебно задоволство. Тоа го видовме и сега на фестивалот, не само оваа година, меѓутоа посебно годинава. Верувате, имавме, тоа е, би рекол, речи си 50% деца надвор од Скопје. Так. Што е навистина за поздравување. Јас секогаш го кажам тоа, например, имавме случај на блиските училишта тука што се блиско до Спортот Борис Трајковски, но Лазо Трповски. Хајде да не речем или не знам Песталоци или Невена Георгиева Дуња, Вера Цревири Трена, кои што пешки можат Карпош да дојда до не дојда, меѓутоа затоа беше преполно, затоа дојдоа децата од места кои што навистина задоволство, од Рапотово, од Долни Дисан, значи места, мали рурални средини кои што задоволство има Мождивњак, Крива Паланка, Ранковци, значи тоа се места кои што покрај другите дојдоа, 300 деца од Гостивар ни дојдоа. Одлично. Тоа е едно задоволство кој што ние се гордееме и верувате околу 2.500 деца одбивме, бидејќи ограничен е бројот во Борис Трајковски и вративме многу дечиња, што ми е жал. До година сме живи здрави, ќе планираме ќе уште еден термин можеби ќе земеме, да ги задоволиме сите оние што сакаат да дојдат. Навистина, а она побитно што е што сите што си отидоа Златно Славече се презадоволни. Да, Значи, тоа е извонредни се, значи, повратното е впечатоците. многу битно. Значи не е Так. само тоа, секоја година е така. Значи затоа викам ниеден успех не е случаен. Не е битно колку ќе дојдат. Битно е тие што ќе дојдат да отидат задоволни. Да речат да, на вистина, а тоа го имаме секојдневно бидејќи еве комуницираме со сите тие училишта, со сите тие градинки, со еве сега во среда, да кажам дека е примерно во 12 часот во Кинотека на Македонија ќе правиме промоција на DVD-то од годинашниот фестивал. И еве ги покануваме нормално сите тие соработници наши. Так. Со задоволство, значи сите директори, наставници, леле, одлично, прекрасно беше. Ќе дојдеме, едва чекаме да го видиме DVD-то. Така да не би рекол ниеден успех случаен во секој домен од животот, па и во овој домен, затоа што нормално децата се најискрената публика, критериумот на вистина треба да биде и сето она што ние го правиме е во нивни интерес. Так. Така да тоа е тоа. Господин Јосифовски, тука ќе направиме една кратка пауза за реклами и предлагаме една преубава песничка од Златно Славече, една од моите најомилени. Ќе видите, драги слушатели, за која песна станува збор. Останете со нас, се враќаме повторно назад во студиото. Ja,
почитувани слушатели, еве повторно назад, мислам дека уживавте во прекрасната номера Марионка. Господин Осиповски, може ли да ни кажете малку повеќе околу изведувачот на песната и малку околу песната и воопшто за сите познати имиња кои што излегува од Златно славеќе, предпоставам дека и оваа позната песничка од фестивалот. Да, јас ова се изведе на Златно славеќе 1994 година, значи мојот прв фестивал што го организирав, значи тогаш сум тука. И ми е многу драг, затоа што таа година спомнав, излезе ова еден голем хит. Исто и Ехто и Тоше таа година беа. Песната ја пее Васил Гарванлиев, од Струмица беше детето, многу талентирано. И тој талент го покажи понатаму, бидејќи пее на Бродве, значи живее во Америка сега. Така да има многу големи успеси, го имаше неколку стати американските списанија. Така да многу успешен оперски пејач е сега во Америка. А нормално дека списокот на успешни, на многу деца кои што пееле на Златно славеќе сега се врвни уметници, навистина е голем. И многу неблагодарно така секојаш кој ќе ме прашаат, бидејќи некој ќе го заборавиш, а многу се. Меѓутоа, ќе спомнеме сега неколку нормално тука. Да, некој што ќе ви текне во моментов. Да, во моментот, бидејќи така е се овој разговор така спонтан и без некои подготовки, бидејќи навистина е задоволство се зборува за убава работа. И веќе спомнам сега, бидејќи најтазе ми е Симон Трпчевски, кој што имавме сега овој период многу дружења, затоа што имаше композиција на годинашниот фестивал, не само што имаше туку и пееше неговата ќеркичка Лара. Баш Значи убаво. едно задоволство, да, значи веќе две генерации. Симон пееше 87-ма, сега 95-та, ќеркичката Лара, преталентирано детенце на вистина. Викам, Симон, побава пее сега Лара од тебе, само да тоа да знаеш. Кога ти беше дете. И знаеме нормално кој е Симон Трпчевски, Ана Дурловски, значи тоаш беше Ана Стаменковска, национален уметник за годинава, апсолутно се гордееме со сите тие наши, би рекол, славејчиња, кои што се сега успешни, Калиопи, Даниел Кајмаковски, Владко Илиевски, Next Time, Маја Грозановска Панчевети и низиниот би спомнал како дете пееше на Златно славеќе, се незијата ќерка пред 2 години пееше соло, значи Марија. И имиња многу, навистина се голем број на уметници кои што ете во како деца кога биле се Баже Маротов, значи професорот, многу навистина се вака додека зборувам и ми текнуваат на од младава генерација Игор Митровиќ, потоа тука се Тања Царовска во Лондон, што е, значи, Извонреден глас. Јас ја прекрасен обожавам. глас. Да, Значи, да, навистина. одресен е тоа, Да, се ресенчен. сеќам, да. Близнаците овие момчињата што Да, сега Next Time, Мартин и Стефан, да, и тие се пееа многу по Бреди добри Кошаркар, сега. да, И прекрасна продолжуваат песна. со многу добра музика. И сега така они се созреани. навистина, да, прекрасни и личности се, дури јас бев да ги бодрам на Евровизија, представува Македонија во Русија. Мислам беше 2009 година. Така да многу, навистина е долг списокот сега вака кој ќе се наврати. Човек на сите тие уметници кои што е професионално се со музиката, не само музиката, има многу успешни во општеството, би рекол, значи доктори, веќе професори сега, директори на институции, така колку пати така ќе се запознаеме случајно Златно славеќе, да, јас сум пеела сите тие работи, па и би рекол сега вака и познати бизнисмени, пример еве сега господја Тања Атанасова, маркетинг директор и собственик на Вива компанијата. Така. Колку е, мислам, мал светот, еве се оние се генерални спонзори, а тоа го прави од задоволство, бидејќи она како дете, Пеела. сите не знам која година таму и 7 или 5 беше, пеела на Златно славеќе и сега е и низиното
задоволство огромно, бидејќи вика, еве, како дете сум пела, сега еве, сум пак во Златнославече, помагам. Така да, многу успешни луѓе кои што сега, еве, и во друг домен, не во музиката, меѓутоа, еве, како успешни луѓе во бизнисот, во маркетингот, сега нормално помагаат. Сето тоа е навистина една голема бројка на луѓе, на деца кои што поминале, така да, еве, тоа е големината на Златнославече, сето тоа да се испочитува, да сите тие луѓе се, Билјана Дамјановска, значи која што е сега почесен конзул на Босна и Херцеговина, Македонија, кој што навистина ја пееше онај гулави бели, еден голем хит кој што и ден денес се пее, се почитува. Така да многу има навистина, ќе ги заборавиме сега сите. Сите ги поздравуваме во секој случај од Радио Слободна Македонија. Секој успешен на свој начин. Так. Човек ги истакнува бидејќи вака се малку по познати во моментот, инаку навистина има многу луѓе познати кои што сега еве не само во Македонија, туку и надвор од Македонија ја популаризираат детската песна, помагаат, значи сме во контакти, задоволство кога ќе слушнеме така некој голем успех. Па би спомнал Боби Андонов, еве сега најново е кој што пееше 2008 на Златнославече 2007, пред некој ден се слушнавме, потпиша договор со Hollywood Records, што е на компанијата Disney продукција, каде што таму се Queen, тие не знам, One Direction, сите тие познати, значи, брендови. Прекрасно. И потпишале договор со него, значи тоа е огромен успех, значи тоа е веќе почеток на кому се поклопат коцките и светска кариера, што е огромно задоволство, има баш и во нашите медиуми тоа излезе како информација, се слушавме и тоа е навистина задоволство, што сега веќе живее во Лос Анџелес, таму ќе прави кариера. Исто Майкл Дамески, кој што исто така во 2007 година беше во Македонија, пееше една песна, еден танц, One Dance, така да се до тоа. Тој беше светски првак во танцување. А минатата година освои на светски надпревар прво место, како што има најдобар таленто на во најталент шоу во овој регион, таму и така имаш и во Америка талент шоу, меѓутоа во танцувањето. И тоа освои прво место, $100 награда, тоа беше, значи можности да медиуми. Така да тој исто играше во Бродвеј, во Били Ајдол на мюзиклот, имаше главна улога во Њујорк, така да навистина тоа се наши, би рекол, еве македонци кои што амбасадори вистински на златни славејчиња. Точно, и се гордееме со тие успеси на тие наши деца, така да што поуспешни, да не го забораваме и кој не Тоша Проевски, значи кој што 900 тука, мислам тоа не сме да се заборави. Благодарение на сите тие големи имиња, Златнославече уште поголемо, значи функцијата што ја има и целта на постоењето на ваков фестивал, не на ваква институција, ние сме Совет за грижа за состојање на деца, значи се грижиме, ги воспитуваме тие деца, благодарение на нивниот успех, на нивниот растеж како уметници, и Златнославече уште поголем бренд, уште со поголемо значење во Републиката и надвор од незе, така да еве се надеваме дека и идните генерации нормално ја довие сега што се деца ќе бидат успешни. Еве годинава и Трајче Георгиев пееше на Златнославече, значи тоа е едно дете, би рекол, кој што цела Македонија се гордееше со негово, тоа е едно шоу кој што беше многу гледано и кај нас и кој што ја представуваше Македонија, влезе и дури и освои второ место во една конкуренција на Балканот, тука тоа беше балканско шоу. Така да сите тие, би рекол, имења ние ги мотивираме, им помагаме колку можеме. Ете на Златнославече годинава донесовме, во тоа е и умешноста, значи донесовме прекрасни гости кои што во своите држави, значи на Балканот значат многу. Тоа е од Босна и Херцеговина, дете кое што за месец ден имаше преку 4 милиони прегледи на YouTube, едно дете преголем талент, Марко Бошник, кој што ете првото гостување него беше во Македонија.
Значи тој во септември кога се појави, тоа беше еден бум невиден. Ето успеавме да го Ноември, да, и да го донесеме во Скопје на Златно Славече, благодарение на амбасадорката на Босна и Херцеговина, тоа така испадна случајно на мој предлог. Еден Јован Алексич од Црна Гора, кој што е невиден шумен, што го видовме тука како тоа дете игра, каков шумен, така да навистина тоа на што го реков публиката, која ќе дојде на Златно Славече си оди презадоволна. Господин Стивовски, тука ќе направиме една кратка пауза за реклами. Почитувани слушатели, веднаш се враќаме назад. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, вие сте на Концепт со Ина. Јас денеска навистина имам еден прекрасен разговор со господинот Бован Јосифовски, извршниот директор на Сдруженијето Сојузот се извинувам за грижи и воспитување. Така? Ние Сојуз за грижи од Деца на град Скопје. Така, се извинувам. Вистинското име, да. Навистина многу убава тема, многу, значи, инспиративно, нешто што навистина не засега сите нас. Мислам дека, како што констатиравме досега, во Република Македонија нема еден пообединувачки фактор од Златно Славече и од целиот концепт на функционирањето на славечињата. Фестивалот има оставено навистина генерации на продуховени, талентирани луѓе и оние кои не се веќе во музички води, и вие кажавте дел од нив, навистина продолжуваат со љубовта и традицијата, почитувањето на традицијата на фестивалот, но секако вие како прв човек на институцијата и како најодговорен и воедно најзаслужен за сите овие успешни проекти кои што ги има фестивалот Златно Славече. Секако дека се соочувате со голем број на предизвици. Би сакала малку да ни објасните и да ни раскажете доколку сте во можност вакам, да можеме да разбереме кои се тежините и кои се предизвиците со кои што се соочувате и при организацијата на фестивалот и што значи целата таа подготовка. Да, многу е убаво кога вака се кажува нешто што е позади нас, значи што завршило успешно, а тоа е нормално, пред непол месец заврши 45-то јубилејно издание на фестивалот Златно Славече. Предизвикот сега прв пат оваа година беше предизвик да се организира во нашата најголема арена, спортска арена. Сето тоа треба да се предвиди колку ноќи непроспиени, како да биде, што да биде, колку концерти, како сето тоа да се направи. Нормално тоа не е концертна сала, тоа е спортска сала, па како ќе испадне, што ќе биде. Многу размислувања и предизвикот беше да се реализира, да се направи, па се тоа да има и публика, да не биде нормално само да се залетаме, па сето тоа нивото, рейтингот на Златно Славече да падне во смисла да биде пред полупразна сала. Значи многу како би рекол, размислувања, многу идеи, многу недоумици, меѓутоа искуството што толку години веќе го имам како организатор на овој фестивал, нормално и консултација со соработници, со луѓе, со сите тие што сме вклучени во фестивалот. Мислам дека направивме добар концепт, добар избор. Сите потези што ги повлековме се покажаа дека се исправни и здраве сега, значи наредна година веќе кога ќе го организираме ќе биде многу полесно. Универзална сала ни беше многу полесно, веќе 40 години го правевме. И така да многу е навистина одговорна и тешка оваа работа. Од страна изгледа многу лесно, многу сето тоа е така би рекол едноставно, меѓутоа не е така лесно. Сето нешто кој што не знае, кој што не организира на ваква голема манифестација и одговорна, не го знае тоа. Оваа година имавме друг проблем, што тоа, меѓутоа снема влезници. Така на недела ние пред фестивалот снема влезници и навистина беше проблем и тоа е проблем. Како што со сите луѓе имаме многу соработници кои што помагале, кои што се од основањето на фестивалот, сите тие треба да се испочитуваат. Сето тоа беше малку тешко, меѓутоа прва година е, па и тие сите луѓе нема да ни се налутат, бидејќи сето тоа е искуство, па наредна година ќе имаме веќе друго размислување, друга концепција
како што ќе биде и ќе имаме, би рекол, по-добри и порелаксирани денови пред фестивалот, затоа што ќе можеме полно луѓе на сите да ги испочитуваме. А пропоси тоа, кажете ни, колкава е улогата на државните институции и колкав е реалниот импут во поддршката на овој значаен проект како што е фестивалот Златно славење? Па, да бидам искрен, имаме поддршка, значи тоа е многу битно. Сега посебно јас морам, значи, да го истакнам, секогаш го истакнувам и јавно и вака на гостување каде што идам, на Министерката за култура, господи Елизабета Канчевска-Милевска, која што министер за култура секогаш има големо мислење за нашиот фестивал, поддршка максимална, не во финансиска смисла би рекол толку, знаете како викаат нормално, тие средства буџетските средства се ограничени, тие покриваат само еден мал дел од таа целокупна организација. И така, мислам, кога се дискутираме секој, значи, Министерството за култура ги подпомага овие манифестации, значи, не може комплетно да се покрие целиот тој проект, би рекол, проект кој што чини многу, така да и они се свесни, пример, ние не можеме со средствата да покриеме спортскиот центар Борис Трајковски, значи, тоа е толку голема сума, да буквално, мислам, како е на споредба колку се тие мали, меѓутоа, она би рекол поддршка, она морална, еве, оваа година министерката од кабинетот сами се јавија да не прими ни спочитува, значи, на јубилеот, ни приреди прием за нас и за гостите, и тоа е, да речеме, некојаш и вреди повеќе од средствата што, да речеме, така тоа задоволство, тоа дека првиот човек на културата почитува, тие почитува државата, она што го работиш, значи се вреднува тој труд, се почитува, така да ние како сме прво невладина институција, здружение, како што скажавте, меѓутоа многу значи кога е еден проект кој што го работиме ние е поддржан од државата, односно Министерството за култура, од градот Скопје тука. Таа помош е покровител и председателот на Република Македонија, така професорот Ѓорги Иванов. Апсолутно, тоа е, мислам, гостив за на крај, бидејќи горди сме што еве председател на државата, не само сега председател Ѓорги Иванов, туку и претходно, значи од првиот наш председател Киро Глигоров, потоа нормално и од покојниот Борис Трајковски, но покојни Киро Глигоров, значи од председателот Борис Трајковски исто ни беше покровител, потоа, значи сите председатели од Бранко Црвенковски и сега еве веќе 6 години најдолго ни е председателот Иванов. И на вистина, мислам, јас немам зборови, така и го кажуваме тоа и сега на сега прием кој имавме сега веднаш после фестивалот. Ние веќе се, тоа и председателот го кажа, вие сте ми веќе како во своја куќа, како доаѓате славичињата, ни се толку, мислам, имаме најмалку по 2-3 средби заеднички со славичињата, еве со председателот. Тој доаѓа и ве посетува, така и во одморалиштето во Охрид. И во оваа година, значи, дојде ни од вилата Бељана, така да најмалку 2 до 3 пати имаме прекрасни средби и чувството е буквално како годишка некој близок пријател, така да мислам и децата и јас еве и сите се чувствуваме. Посебно и господја Маја Иванова, мислам толку го почита, толку го сака Златно славење. Еден пример ќе кажам, сега пеевме, оно што кажав, ностоп сме, конгрес на педиатри во Струга имаше, меѓународен конгрес на педиатри, нормално славичињата се јавија да дојдете со Даниел Кемаковски и учествувавме таму и покровител на тој беше господја Маја Иванова на тој конгрес. Верувате, мислам, тоа баш го приметив песничката Виолета, кореографката, и она ми вика, гледа, вика, господја Маја од страна, вика, види колку, вика, се радува, колку е воодушевена од деца. И баш буквално вака ние од страна гледаме, мислам, баш на вистина е на толку прекрасна гледка, че толку малте не би рекол како со една насмевка од почетокот до крај, на задоволство што славичињата пеат, така да убаво чувство е. Ние, мислам, тоа е посебни гости што ни беа од странство годинава, вика на вистина, ова ваква чест, мислам, што го прави председателот за една и министерката за култура што ни прими
за една ваков фестивал многу значи. Така да навистина тоа е би рекол по-битно и од било каква и финансиска поддршка, нормално на Златно Славиче секогаш му требаат и средства, меѓутоа некогаш Златно Славиче обстоило од добри луѓе. Од прво од квалитетот, јас секогаш викам најголем спонзор ни е квалитетот, односно публиката, тој голем рейтинг што го имаме во нашата држава и од добри луѓе. Значи секој на свој начин помогнал. Тука се родителите, тука се сите тие спонзори, тука нормално е и државни институции, така да сите по нешто дали, секој викам Златно Славиче не е ниту на Местро Джамбазов, ниту на Боби, ниту на Виолета, ниту на Кети, не. Златно Славиче е на сите деца, прво децата се најважни. На сите деца од Република Македонија, затоа ја завршуваме за сите деца. Што е фестивал за сите деца и затоа сме горди што секој на свој начин помогнал. Јас Боби тука ќе ве прекинам и ќе ги поканам нашите слушатели покрај малиот блок на реклами да слушнат токму таа за сите деца. Одлично. Сакам светот да е песна личен цвет, ширен лет. Сакам да е песна една да е цвет, овој свет. Сакам полја, сакам гори, шир на шир, свегде мир. Сакам зора кога зори свегде мир. За сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај, да биде копнеш, да биде звезди, да биде пролет, личен цветен мај. За сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај, да биде копнеш, да биде звезди, да биде пролет, личен цветен мај. Сакам да е песна светотивог бран, избран. Сакам да е песна една да е цвет, овој свет. Сакам песна да се орити во сон, звезден звон. Сакам песна што ќе збори звезден звон. За сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај, да биде копнеш, да биде звезди, да биде пролет, личен цветен мај. За сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај, да биде копнеш, да биде звезди, да биде пролет, личен цветен мај. За сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај, да биде копнеш, да биде звезди, да биде пролет, личен цветен мај. Почитувани слушатели, денешниот разговор би сакала да го продолжам уште најмалку еден час и навистина мислам дека сите вие сте призадоволни што денеска го имаме најсаканиот Бато Боби, значи извршниот директор и организатор, главен виновник за тоа што повеќе од 2 децени продолжува да трае традицијата на Златно Славиче. Како што веќе кажавме, дискутиравме во текот на нашата емисија денеска за сите аспекти кои што го поврзуваат Златно Славиче и го ставаат на пиедесталот на македонската музичка сцена во однос на детската музичка песна, како и за сите, нели спомненавме голем број на имиња кои што произлегува од овој фестивал и кои сега представуваат реномирани имиња и во Република Македонија, но и надвор. Веќе на самиот крај, господин Јосифовски, јас би сакала да ни кажете нешто околу искуствата со вашите патувања кои што сте ги имале со славичињата, исто како и тоа кои се вашите идни планови и кои се следните рекорди кои Златно Славиче планира да ги собори. Добро, вака ќе кажеме во првосудните планови. Нормално нема ништо што е добро, треба да се продолжи понатаму, нормално со измени кои што се во подобрувањето и квалитет, така да стандардно веќе сега одма после Нова година започнува конкурсот за 46-тото издание на анонимниот конкурс за избор нови композиции. Во март месец аудициите, почнуваме со работа со хорот, подготовки во Охрид.
нашето детско одморалиште Славече, така да навистина она што е добро си функционира ќе продолжи понатаму, че тоа се идните планови во овој период следен, а инаку што се однесува до сите тие убави работи кои што се нормално во тие патувања, нормално покрај тие настапи, имаме и се во моментов сега вака ми текна пред 4 години бевме во Полска и во Прага, имавме концерт во Прага, потоа во Закопане и сега на враќање дента се погоди токму 1 април. Сето до децата нема да биде да одиме, отидеме во аквапарк, има прекрасен со термална минерална вода, значи природна и здрава вода. Аквапарк прекрасен во Закопане и се погоди случајно на 1 април тоа беше да одиме. И сега ние завршиме таму супер бањање сите тие работи, па плативме и казна бидејќи останавме подолго не отколку што треба. Таму се тоа мислам со сензори се тоа се куцало. Ние ај уште малку, па тоа уште еднаш да се пуштиме на тоа Бога. Ај уште еднаш. Јас ај уште еднаш, и после си плативме казна. И нормално парична казна. И сега одиме и 1 април и сега како да се пошегуваме со родителите и на 2-3 девојчиња ние што да кажеме, вам не викам вака ќе кажам, нема да се шегуваме со нешто, туку со една убава работа ќе се јавите на родителите, ќе кажете дека бидејќи знаат дека сме во аквапарк, јавите се дома и кажете дека сме ве оставиле во аквапаркот. Сме автобусот тргнал некај Унгарија и на се до тоа. И тие пишаат порака таму, пример мамо, тато, ба тоа ви тргнале со автобусот, ние малку слушавме косите за. И тоа беше ми звона телефон и вртат во како што и мислам таква шеги после кога на родени се после 15 минути април или така да мислам вика по-добра финта не вака не. Ти од памет извадил. И работи да. А едно дете па му викаме во Будимпешта, викам ќе ве возиме со хеликоптер сега за 1 април. И ова кажала дома се плашила од висина. Сега мајка ми мислам и она се наивна. Боби молим те вика, ве знаеш Марио се плаши вика од хеликоптер од висина, немој со хеликоптер ќе сте ги возеле викам бете, викам па заради ти толку наивна. 1 април. Но како викам април или викам со хеликоптер сега ова. Мислам баш такви убави работи, тоа е тоа. Почитувани слушатели, ова беше господинот Буван Јосифовски, извршен директор и главен виновник за тоа што го имаме Златно Славече, бренд, најубавиот македонски детски бренд. Господин Јосифовски, ви посакувам многу здравје и среќа и многу успеси на вашиот фестивал и сите ваши идни активности и се надевам дека во иднина повторно ќе имаме можност да продискутираме и да се така израдуваме на уште успеси на Златните Славејчиња и на вашата организација. Ви благодарам прво за поканата што се сетивте за Златно Славече да продискутираме, што ми овозможивте да кажем овие работи. Ги поздравам сите слушатели на Радио Слободна Македонија и ги поздравам сите оние славејчани кои во моментов сега слушаат, така да се тоа што е тоа се они заслужни за овие успеси. Ние само подпомагаме вака. Ви благодарам многу уште еднаш, почитувани слушатели. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт со Ина. Денес е 21 декември 2015 година, часот е 17:56 минути, продукција Радио Слободна Македонија. Бидете ми здрави и живи, среќни, весели и сакајте Република Македонија. А за крај, би сакала да ја споделиме сите заедно песничката која испеа мојата киркичка во 2010 година, Марија Додовска, многу те сака твојата мајка, јаболче и крувче. Јаболче или крувче? Јаболче. Јаболче или крувче? Јаболче или крувче? Едно мало црвче пред јаболче и крувче. Мака мачи прво кај ке прави дупче, дали добро ке баш јаболче
Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18